Наместо за леп, пченицата годинава ќе заврши за добиточна храна. Ова е резултат на незадоволството на производителите на жито од регионот од цената по која пченицата се откупува. Ова е годишната стоја. Зошто? Па мала цена, немаме сметка. Имаме стока, на стоката ќе раним. Порано да искараш млеко, да искараш некој годиња, некој телења, поима сметка телето да го продаеш отколку косатката. Што да, па ниска е цената. 9 денара. Што е 9 денара? Ништо. Сигурно ќе стоја. Ќе ја мелеме за крмот, така гледате. За разлика од овие, некои производители годинава не жнееја воопшто зашто поплавите им го запустија родот, што дури за оваа тема не им се ни зборува. За житото не прашувајте. Но освен од цената, производителите не се задоволни ниту од квалитетот на лебното брашно. Годинава, иако подобар од ланскиот, квалитетот сепак не е задоволителен. Па веќе едно тука нешто втора класа, значи нешто и прва се малку добива, али многу слабо. Откупните цени спрема регулативата што е дадена, значи од првата класа од 11, 10 и 9 денари, зависи од квалитетот на пченица. Надеж дека нешто ќе се смени е најавата од надлежното министерство за можно субвенционирање на житопроизводителите. На крај од секоја реколта, од кога ќе заврши жетвата, се сумираат вкупно предадените количини, вкупно произведените и предадените количини во мелничарските предпријатија. И согласно трошоците за производство и постигната просечна цена, ќе согледаме, ќе видиме дали има потреба да дотираме со денар или два, значи како што е тоа во моментот барање на Асоциацијата на земјоделците. Оваа реколта житопроизводителите ќе ја паметат како една од најлошите досега. Имено годинава во просек се жнееја по најмногу 250 килограми од декар, што е речиси за 40% помалку приноси од претходните жетвртски години.